МВР денес ни потврди дека се поведени кривични постапки, значи поднесени се кривични пријави против 4 лица за организирање на отпор и една кривична пријава за ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем за случувањето во Кочани информираат од МВР за Инфомакс. По член 387 од кривичниот законник поднесени се 3 кривични пријави против 4 лица, а по член 394 Г од кривичен законник поднесена една пријава против едно лице. Значи член 387 е организирање на отпор. Тој што ќе организира други на отпор или на непослушност спрема законите одлуки или мерки на државен орган ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Ако поради делото од став 1 дошло до неспроведување или до значително отежнување на спроведувањето на законите одлука или мерка на државен орган или делото го стори како водач на група, сторителот ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Оваа кривична пријава е поднесена против 4 лица. 3 кривични пријави вакви се поднесени против 4 лица. Организирале отпор, против која законита одлука бил организиран отпор. Луѓе на 17 март излегле на улица и протестирале. Патем луѓе кои што загубиле некој близок, загубиле другар, пријател, познаник, член на фамилија, че тие луѓе излегуваат тој ден да протестираат во Кочани. Имаат пуштено кривична пријава и за лице кое што ширило расистички и ксенофобичен материјал преку социјални мрежи. Какво е расистички и ксенофобичен материјал? Ако некој искажува политички ставови, тоа ниту е расистички, ниту е ксенофобичен. Туку е политички став. И ви имате поднесено 4 кривични пријави, а немате поднесено ниту една кривична пријава против актуелен функционер во МВР, во ДПИ, во ДЗС, во Министерство на економија. И УЈО, па да. Сите тие биле одговорни цела година претходно, 9 месеци претходно и дента на случувањето на трагедијата биле одговорни. Прашањето кое се поставува е: зошто нема ниту еден актуелен функционер приведен и нема кривична против него? Дали станува збор за некои роднински врски може? Прашањето е кој му се јавил на газдата на дискотеката Деко да му каже дека ќе има контрола, рација. Јас стварно не знам што да направите, меѓутоа тоа што го правите не може да заврши, за жал. Ни по вас, ни по државата.